60 најкреативни маски од 6 основни училишта од општина Ѓорче Петров. Денеска беа дел од маскимбалот кој секоја година го организира општината. Креативноста на децата, но и на родителите, на вистина нема граници, а во тоа се уверивме и самите. Во Реунскиот парк во Ѓорче Петров денеска сретнавме кутија за пуканки, вазна со цвеќе, пролетни кралици, комити и индијанци. За најдобрите, општината подготви и награди. Во што си маскиран ти денес? Јас сум маскиран во пуканки. Колку време ти требаше да ја подготвиш маска? Како се викаш ти? Па, околу 4 сата. Во што си маскирана? Кој ти помогна? Ти сам изработуваш или имаше помош? Кој ти помогна за оваа маска? Ми помогна мене мајка ми. Сакаш ли? Што представува 1 април за те? Стрекни со давање на поклони. 1 април за мене представува денот на шегите и хуморот. Во комита. Чива беше идејата за оваа маска? Па јас си измислив, а тета ми помогна со тато и мама. Што представува 1 април за тебе? Шеги и маски. Во цветна самовила. Колку време ја подготвуваше маската? Епа за 12 дена. Кој ти помогна? Мама и тато. Во кралица на пролетта. Кој ти помогна? Мама. Колку време ја подготвува? 2 дена. Што представува 1 април за тебе? Радост и среќа и шали. Што си маскирана денеска? Вазна со цвеќе. Тешко ли Кој беше? ти помогна за маската? Мама и тато. А чива беше идејата? Моја. Што представува 1 април за тебе? Смеја игра. Во индијанец. Идејата чива беше за оваа маска? На мама. Кој ти помогна? Мама. А што представува 1 април за тебе? Ден на шега. Еко кралица. Што представува 1 април за тебе? За мене 1 април представува нешто многу убаво и нешто што сите се срекни. Како се забавуваш ти на овој ден? Епа се шегувам со другарчињата и многу сум срекна. Што представува 1 април за тебе? Па шега. Да, денот на шегата и дека доаѓа пролета. Како се забавувате вие на овој ден? Па се шегуваме и сме маскирани. Во што сте маскирани денес? Јас сум во сладолед. Пипи долгиот чорап. На Априлијада 2019 година учествуваат деца од сите 6 основни училишта, како и од градинката Росица. Жири комисијата ќе избере по една најдобра маска од сите училишта, а потоа од нив ќе биде избрана и маска на општината. Раководителката на одделението за јавни дејности Сонја Палчевска-Ќосева им порача на најмладите, но и на повозрасните, секој ден да им биде исполнет со смеа како денешниот. Децата го сакаат она кога ќе бидат она што во нивните бајки приказни ги читаат и овој ден им дозволува да бидат тоа. А ние во училиштата, во општината се трудиме овој ден да го направиме што посреќен и повесел. Како впрочем тоа го организираме. Во секој училиште утрово имаше избор на најдобри маски и тие 10 маски денеска се тука во паркот, тоа значи од 6 училишта по 10 ученици. Овдека формиравме комисија која е неутрална и која што ќе избере најдобрата маска од секој училиште. Значи, ќе бидат наградени по една маска од секој училиште, тоа е многу важно, за да не се лутат децата и училиштата, а потоа од сите наградени 6 ќе избереме најдобрата и ќе ја прогласиме за маска на општина Ѓорче Петров. Не ги заборавивме и најмалите, тоа е градинката, децата од градинката дојдоа во поголем број, и тука сме малце попристрасни. За секое дете по едно нешто кое што ќе го однесе и ќе го помни долго. Ова е денот кога мене би ме прашале би бил неработен ден, затоа што вклучени се сите, и бабите, и мајките, и татковците. Значи, ден кога ќе бидеме сите заедно